Во јануари 1992 година потпишан е договор од страна председател на Хрватска Фрањо Туџман и председател на Србија Слободан Милошевиќ за прекин огнот меѓу хрватската армија и србите во Хрватска, кои беа поддржувани од страна на JNA. Конфликтот се одвиваше во Крајна, на исток од Хрватска, каде што поголемиот дел популацијата беа срби. Прекинот на огнот и даде време на хрватската армија многу подобро да се спреми за наредната битка. На 4 август 1995 година почна операцијата на хрватските воени сили Олуја, при која хрватските сили го созедоа Книн, престолнината на Република Српска Крајна, и предизвикаа бегање на повеќе од 200.000 срби кои побараа спас во Србија. Босанскиот крвав лонец е најголемата воена трагедија по Втората светска војна, во која страда околу 100.000 лица, а над 1.800.000 се раселени. Виновници за војната од 1 март 1992 година па се до 14 септември 1995 мора да се барат на трите страни. Политичките партии во Босна беа формирани по национален клуч. Муслиманите го избра за лидер Алија Изетбеговиќ, србите Радован Караџиќ, а хрватите својот представник. Тоа беше типична граѓанска војна која ги скара сите. Немаше град или село кое беше чисто муслиманско, хрватско или српско. Политичарите го исчистија просторот, ги поделија комшиите не само по верска, туку и по национална основа. Наместо да се решаваат проблемите во парламентот, тие излегоа на улица. Немојте да мислите да неćete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju, muslimanski narod neće nestati. Ja poručujem gospodinu Karadžiću. Иако навидум војната почна со бизарниот кукавички чин на Рамиз Делалиќ, припадник на зелените беретки, кој пукаше во свадбената поворка на Баш Чаршија, при што беше убиен таткото на младоженецот, кој по националност беше србин, сепак зад кулисите постојат други многу подлабоки причини. Србите сакаа да живеат во федерација, односно да се припојат кон Белград, хрватите кон Загреб, само муслиманите нема алтернатива, се бореа за опстанок. Паралелно со политичките манипулации се градеа војските, се величеа уличните херои и криминалците. Србите го држеа во опсада Сараево, хрватите војуваа за Херцег Босна, а муслиманите да имаат своја држава. Сите три ентитета имаа своја војска. Зелените беретки беа зад Изетбеговиќ, војската на Република Српска ја предводеше Ратко Младиќ, а хрватите со сесрдна помош од Загреб се стремеа Херцеговина да ја држат под своја контрола. Сараево беше мит, а опстана благодарение на духот, но и на тајниот тунел кој го снабдуваше градот со основните намирници. Во војната трите страни се вооружуваа. Во најтешка ситуација беа енклавите во источна Босна, Сребреница и Горажде. Трите војски околу градовите правеа масакри и убиваа невини лица. Сепак војната ќе се памети само по неколку страотни последици од војната. Двата артилериски напада на Сараевскиот пазар, но и геноцидот врз муслиманите во Сребреница. Паравоените формации и делови на војската на Република Српска стрела 8.000 мажи по освојувањето на енклавата од страна на српските сили. Скини ову таблу, улица Селманагиќ, Реок, Црни. Скинете то. Меѓународната заедница задоволни со својата реакција. Војната немаше никогаш да заврши ако под притисок на САД и на другите сили не се потпиша Дейтонскиот договор, кој за жал го донесе мирот, но не и ги залечи раните. Речиси 4 децении по Втората светска војна, албанците се чувствуваа како народ од втор ред во ЈУ Федерацијата, истовремено градејќи својата теза за автохтон народ кому му припаѓа Косово. На истото право, историското, се повикуваа и србите, кои се трудеа да го амортизираат албанското прашање. По смртта на Тито, неполна година од погребот во март 1981, албанците на Косово тренираа востание. Бунтот беше крваво задушен од страна на полицијата и JNA. Билансот на жртвите беше 9 мртви на 250 ранети. Иако бунтот беше крваво задушен, сепак албанците сватија дека против непријателот мораат тактички трпеливо да се борат. Се до почетокот на 1998 и во 1999, кога не само организацијски, туку и меѓународно беа потпомогнати за нивната борба за независност. Од 24 март 1999 до 11 јуни 1999 година НАТО ја нападна Југославија, а етничките албански борци ги продолжија борбите со југословенските сили. Милошевиќ се обиде преку масовно раселување на населениот од Косово да го помести националниот дисбаланс на Косово и на Метохија. Околу 1 милион луѓе беа избркани. Се процено дека војната на Косово
Иако прво беше хуманитарна војна, сепак таа зад фокусот криеше многу нешта. Поради овие причини што се случува на Косово, Југославија беше бомбардирана од страна на НАТО. Војниот конфликт во Македонија кој се случи во 2001-та беше завршница на југ кризата. Сепак причините за настанувањето на проблемот мора да се бараат и во сваќањето на албанците за нивната културна и етничка положба не само во земјата, туку и многу пошироко. Затоа постоа длабоки историски траги. Бојкотот на референдумот за независна Македонија, формирањето на така наречената или рида се само природна историска последица на таквата етничка политика. Во 2001-та на едната страна се наоѓа припадниците на безбедносните сили, а на другата членовите на ОНА. За прв пат тие се судрија кај Танушевци, се полагаше воен и системски испит за соживот во опсадата на Тетово, се водеа жестоки борби во Липковскиот крај, во Радоша и во Рачиново. Народот се подели, народот се расели. На крајот, конфликтот заврши со посредништво на меѓународната заедница. Со потпишувањето на Охридскиот рамковен договор се затвори уште една историска страница во Македонија, во која недостасуваат многу подлабоки анализи и факти, како на примерот дека на страната на безбедносните сили загинаа 78 полицајци и војници, додека на другата страна се шпекулира со бројка од 700 или 800 членови на ОНА. Во Македонија декада подоцна, символично и јубилејно, 10 од конфликтот во 2001 година. Се најавуваат коктели и здравици за рамковниот и за спомените. Колку новата пролет ќе го залечи колективното сеќавање на Карпалак, Тетово и на денешно Кале. Велат, сопствената болка полесно ја забораваме отколку што можеме да ја преболиме крушата на чукундедото која ја пресекле ајдуците. И оваа приказна исто звучи и во Македонија, и во Србија, Косово, Хрватска, Босна. Само словенците имаат чуено, но не и преживеано. Pa ja ne vidim to ko pitanje sazrijevanja, vidim zapravo velik broj povreda i to još starih koje vučemo kroz ono što su doživjeli naši djedovi i bake u vrijeme Drugog svjetskog rata, kroz zločine u vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i u vrijeme poslijeratnih vansudskih egzekucija, pa u vrijeme kada su zatvarani politički zatvorenici, a iz 90-ih u različitim ratovima toliko je nepriznate patnje, da to nije stvar sazrelosti. Naprosto još nisu ni utvrđene sve činjenice, nije priznata patnja svih koji su stradali i kada vi nekom ko je stradao kažete da je pitanje pomirenja, pitanje zrelosti, vi ćete ga samo uvrijediti. Treba biti jako oprezan s korištenjem tih riječi. Ne bi rekla da ne treba govoriti o pomirenju, jer to jeste neka vizija, ali je bitno ljudima dati do znanja da je jasno da je na prvom mjestu pravo na činjenice, na istinu, na pravdu, na pravični postupak i na obeštećenje za stradalnike i da neko naravno za sebe može odlučiti, da se može miriti i prije nego je završilo suđenje za ratne zločine, da se može miriti i ako nije dobio nikakvo obeštećenje, možda čak i ako nije njegova patnja priznata, ako ima veliko srce i možda ako povreda nije bila tako velika. Ali vrlo vjerovatno ne bi pitali ženu žrtvu silovanja da se miri sa silovateljem. Dakle, ne treba olako očekivati od drugih da mogu brzo napraviti korake i stvarno treba ostaviti prostor unutar kojeg mogu sami odlučiti, a istovremeno graditi sve što je moguće da bi i stradalnici, ali naše društvo u cjelini, dakle svako od nas ostvarili pravo na to da doznamo činjenice, da doznamo istinu, da mogu ići pravični sudski postupci i da sve žrtve rata budu obeštećene, jer sve imaju pravo na to da njihova patnja bude priznata.
А Тершелич е една од поддржувачите на иницијативата за формирање на регионална комисија која ќе ги утврди фактите за воените злосторства и другите тешки кршења на човековите права извршени во периодот од 1991 до 2001 година на просторот на поранешна СФРЈ. Неколку години наназад се заговара идејата која денеска е во фаза на реализирање. Граѓанската иницијатива за формирање на регионална комисија станува реалност. Босанците, србите, црногорците, хрватите, македонците, албанците и словенците формираат комисија која ќе нотира што всушност се случувало на просторите на поранешната држава. Време е да се признае болката, и својата, но и туѓата. Ja bih rekla da ja prvo vjerujem u utvrđivanje činjenica i neku odgovornost svih nas da stvorimo više prostora za glas stradalih, za glas žrtve, a pomirenje sada napreduje kao proces normalizacije, ali mislim da treba napraviti jasnu razliku između pomirenja na osobnoj razini i ostaviti prostor svakom čovjeku da odluči s kim se želi ili ne želi miriti, a naravno da kako prolaze godine, kako se više suđenja i završilo, kako je utvrđeno više činjenica, kako ipak ima više prostora za ljudske priče i sjećanja o tome što se dogodilo, imamo i napredak u smislu društvenog pomirenja, ali mislim da ne bi trebao postojati taj imperativ, pomirite se, krenite jedan prema drugom, jer mislim da je to kontraproduktivno, ali apsolutno je važno raditi korake i za izgradnju povjerenja i na duge staze utvrđivanje činjenica i izgradnja povjerenja urodit će i napretkom u procesu društvenog pomirenja.